На македонската музичка сцена се наметнаа како рок музичари, ама изминатиот период се повеќе пеат преработки на стари македонски песни. Браќата, односно близнаците Мартин и Стефан или дуото Next Time гости во студиото на Репортер. Дечки, здраво. Добар ден. Многу официјален добар ден. Добар ден, добар ден. Драго ми е што сте овде во студиото и сум сигурна дека ќе имаме убав муабет и како за почеток Мартин Стефан да не ве сгреша. Многу луѓе не грешат. На почеток сакам да почнам со она кое што е во моментов актуелно. Пред извесен период ја промовиравте вашата четврта преработка на македонска песна, Јовка Кумановска. Така. Песната беше по повод 500 години од... Да, 500 години Куманово, кое ќе се одржи голем концерт на 9 ноември. Впрочем и тогаш се слави празникот 500 години Куманово, меѓутоа идејата беше на градоначалникот Максим Димитриевски. На наша чест и задоволство беше да прифатиме таа понуда и да го сработиме тоа што ние знаеме најдобро да го работиме, тоа е да направиме уште една преработка. Новото од Next Time најде и на многу реакции, некому му се допадна, некому не. Ќе цитирам Тања Царовска, нејзиниот вокал нели го слушавме во популарниот филмски хит Троја, која што ќе ја цитирам велам, ама Next Time пуст да ги направивте старите македонски песни. Зошто таква реакција на Тања Царовска и како вие реагирате на тоа? Па мислам дека треба да викнете нејзи студија да се објасни зашто така се изразила. Така? Предпоставам го прочитавте статусот и медиумите го пренеса? Да, и да сакаш да не прочиташ нешто такво, читаш затоа што нели социјални мрежи, па пријатели, па видете ова, видете тоа. Ако барате искрено мислење од нас, а веројатно барате, е тоа дека ние го почитуваме секое мислење, што веројатно е издржано, држи вода или било што. Меѓутоа, како минатиот пат кога излезе нешто, ќе те питам бабо, кога излезе актерот со некои си пцовки, со некои недолични изразувања, малце изгледа невкусно, за да обрнеш внимание на тоа и да ги продлабочиш мислите во тоа што сакала да каже писателката или личноста. Искрено ја почитам се што ќе ми кажат, не мора да си па најдобар, не мора се што правиш да ти викат и да те ласкат дека го правиш на најдобар начин, па вау, па вие сте најдобри, па нема подобри или било што. Но ставно ја почитам и негативната критика. Меѓутоа мислам дека според мене не држи вода. Зашто не држи вода? Затоа што самите песни како песни доживеа голем успех, а позади тој голем успех значи дека допреле до народот. И тоа е најбитно. Значи, во ова сите што го работиме како уметници, да допреш до народот. Еден сликар ако наслика слика, колку и да не убаво, ако сите ги воодушеви, нели, или се продава сликата, нормално тоа е успешно уметничко дело. На крајава не се слагам дека треба да пееме како Кирил Манчевски или Сариевски, затоа што не можеме да пееме. Јасно и гласно кажуваме дека не можеме и не ни сакаме, затоа што се наоѓаме во 2019 година и нормално да музиката претрпува, еволуира, нели, да се надоградува и нормално е да создадеш и да дадеш свој печат како пеач и како музичари на нешто што ќе се нафатиш да го направиш. Доколку самата Тања не се дрзне да направи нешто и да остави свој печат, тоа е нејзина работа. Меѓутоа ја знам дека и она окей пее такви песни, со тоа нејзиното пеење на пример го докажала во филмот Троја, како што кажувате, што е голем успех, не викаме не, и ние сме горди што еден македонец пеел во таков филм. Меѓутоа самите успеси, самите бројки и со самото тоа што преку овие песни ние ги вративме, како што кажува народот, не ја, како што кажува народот, духот, што е тоа да се биде македонец па да се оживеат тие песни, значи сме постигнале добра работа и затоа мислам дека не е издржано тоа што го кажа и ако го почитам. Таа дури, ете мене ми остави таа реченица незина впечаток. Следен пат кога ќе правите некоја песна преработка, еве јавете ми се да испиеме едно кафе да ви кажам како треба. Ќе се јавите, ќе напишете. Искрено мислевме да се јавиме, имавме еден проект да се јавиме, тоа беше иницијатива на Никола Мицевски. А за нешто ќе те питам, бабо, ни требаше баш таков некој вокал. Ја искрено не знаев кој го работи тоа, он Никола го ја предложи како вокал.
Меѓутоа, знаевме дека работи негде во Лондон или не знаеме точно во моментот каде, така да снимивме други вокали. Имаме вокали, меѓутоа други испеа, така да сме мислеле на неа. Значи, next time некој мисли позитивно на луѓето. Да, и мислам дека со сето тоа може само Така. па не знам, тргнувајќи од себе си, никогаш не сум се дрзнал да искритикувам или да кажам што мислам, стварно што се ми е у глава на Facebook или било што. Има и некои зборови кои што стварно се недолични, дека тие пејачи што имаат оставено белег во македонската музичка историја, нели, као Кирил Манчевски, Сариевски, дека ќе се превртеле у гроб. Ја можам да кажам дека може само да се гордеат што има луѓе што се уште мислат на оваа музика и што сакаат да пласираат на македонскиот народ за да се врати пак тој македонски Во дух. своја изvedба. Јовка Кумановка предизвика реакција, ама нешто ќе те питам, бабо, мислам дека поголеми реакции предизвика кај публиката. Велиш, откако почнавме да ги пееме овие песни, почнаа да не поврзуваат со политичка партија, веројатно заради тоа што кога ја промовиравте, нешто ќе те питам, бабо, политичарите од ВМРО ДПМН присуствуваа на вашата промоција. Која е вистината? Дали вистината дека може да дојдат или како дојде до целата таа идеја, цел ВМРО да биде на промоцијата? Вистината дека може да дојдат сите. Така. А ние пишавме дека може кој што сака да ја сакава музика и поддржува next time и македонската музика, нека дојде, отворени се вратите на Драмски театар и дојда, за жал, само од страна на ВМРО ДПМН, нели, представници, а нас па ни беше немавме некоја мислење искрено, меѓутоа ни беше окей што пак некој те почитува у животот. Дали е тоа политичар или обичен граѓанин, не ги делиме, мислам, не ги делиме као овој политичар и ово, се ние во искош. Значи, тоа е публика, ако сака да дојде да ги испочита next time, слободно може да го направи, нас ке не значи. Нас не е криво што па другите, од другата страна, или другите политичари, не мора да се само СДСМ, нели, може да се и од ДУИ, од било каде. Меѓутоа, сите за нас тие се луѓе и ке ни значи што доколку, едните ако дојдат, нека дојдат и другите. Тука имаш и спортисти, и музичари, за жал се објави тоа на големо дека се само политичари. Мораме да даеме акцент во наредна прилика, апел до медиумите, да се дае внимание на сите оние други кои се од јавниот живот, нели? Тука имавме врвни спортисти, Столе Стоилов, пејачи, Тони Зен, слаткаристика, значи голманот на Шкендија, Дино Захов, значи сите тие Владко Лозановски беше тука, па не им се обрна толку внимание. Навивачка група од комити. Не се погоди некако тоа во екот на претседателската кампања. Се промовираше спотот, политичарите од ВМРО дојдоа на вашата промоција и тргнаа некако муабетите дека ви го финансирале спотот. Не знам колку има вистина. Добро, имаат шанса, ако толку, нели, е прашањето, да видат дали стварно нас ни легнуваат пари од некоја политичка партија на сметка, значи мокни се за не шпекулираме, туку да, нели. Да, тој иначе јавно ќе кажам, не може и прв пат во твојата емисија, тој спот беше финансиран од наш пријател од Австралија, кој си ја сака, нели, Македонија, кој сакаше да инвестира во овој проект. Рече, сакам да вложам колку треба, даде пола од тоа што требаше, до пола ние си го исплативме, меѓутоа на тоа си плативме и данок, како што е процедурата во државата, а сите оние што сакаат да шират невистини, да, убаво рече Стефан, мокни се може да го испитаат тоа, така да додека ни е чиста душата, тоа е најбитно за нас. Еве уште едно прашање имам само околу ова, затоа што пред почетокот на емисијата рековте нас не поврзуваат со ВМРО, ние не сме пееле до сега на ниту еден митинг. Некако веднаш после тоа добивте покана кај тогашниот претседател Ѓорѓи Иванов. Бевте, објавивте фотографии и рековте не имаше да биде секака претседателот. Како испадна да дојдете таму на Тоа беше пријателски ручек. Така? И еве објавија пред некое време дека Ѓурѓа што е во спотот е со синот на претседателот. Сега не знам уште дали се или не се, тоа е нивна работа. Чисто отидовме пријателски да се видиме и не беше нешто, мислам, фама да се направи, едноставно може да се објавиме и ние се разбира зашто не, пат сепак идеме кај претседател. Сваѓате.
еден обичен човек треба да биде горд на тоа да го повика претседателот. Значи, тоа значи дека нешто добро направил, корисно за државата и Изминативе 2 години, ако не грешам, пеете исклучиво преработки на стари македонски песни. Одамна не сте снимале своја песна. Зошто? Па, од 2014 Така. се бавиме со овие Значи, обработки. така, 2014, извини. Меѓутоа на настапите и на концертите ги цело лето каде што бевме застапени и надвор од Македонија. Во Бугарија изведувавме, имавме големи настапи, изведувавме и песни од нашите 2 претходни албуми. Така. Значи авторски песни, значи не ги забораваме ние тие песни, меѓутоа еве не креираме нова авторска песна затоа што сите погледи се свртени кон албум од ваков тип на песни, етно традиционални песни или Мартин што вика комитски песни. Што значи се таму ни се погледите да го завршиме тоа, ќе веруваме дека ќе ни се отворат многу врати. Снимате се, извинувам што те прекинувам, снимате албум со... Да, заедно Што со рекол Никола Мартин Чермицевски. Комитски, така? Да, во подготовка е албум. Сега мамаца да ги убрзаме работите, меѓутоа не да ги изфорсираме. И се надевам дека идната година, па 8 до 9 песни би биле, некој мисле дека треба 20 песни, меѓутоа бираме стрикно песни кои што ни лежат, не да биде тоа изфорсирано се што сум видел на YouTube, треба да го испеам или да го преработиме. Меѓутоа ете така до почетокот на идната година треба да го издадеме. Здраве Боже, и веројатно би правеле пред таа голема промоција на албумот еден нов видеозапис би издале за песна која што мислиме дека ќе биде најударна. Добро, затоа и овој имидж го запазувате, на комитски имидж, кога веќе снимаме комитски. Стефан стално вика дека пуштил брада ради спотови, Така? мене тоа природно ми дојде, едноставно пуштив брада, се пронедав у тоа и сега ми е многу тешко и да скратам. Не е дека се ради песни, а можеби и убаво личи кога ќе снимиш таков вид на видеозапис со човек да има такво нешто да носи историско као комитиве што носи порано. Откако ќе го испромовирате албумот со преработки на стари македонски песни, планирате да снимате некоја авторска песна и повторно да се вратите? Да, меѓутоа планираме прво тој албум да се презентира што е можно повеќе во Македонија, надвор од границите на Македонија. И впрочем и затоа го правиме. Колку ќе трае тоа, ќе каже публиката. Во паралела може да се вратиме на тоа што го работевме порано. Колку години сте на музичката сцена? Многу. 10. 11 те тераме во мај, да. 11 година, така да мислам дека сме доволно зрели веќе на... Колку беше тешко да се опстане на музичката? Многу тешко, затоа што имаше многу сопки, имаше многу појавување на многу луѓе кои што си го барат интересот само за себе, дознале дека, например, финансиски некста им можат или нешто дават или не знам што, и само тоа беше интересот, а ништо не работеа у глобала за нас, за да ни следат амбицијата. Освен музиката, работите нешто друго? Не работиме, добро, окей, заработуваме од музиката, фала Богу. Веројатно тоа е одраз на тоа што народот препознава нашите дела или убави дела ги гледа како убави дела, и со тоа што кога ќе извадиш нели добро дело, ти си баран на пазарот и заработаш, и тоа е нашата амбиција да останеме успешни во ова што работиме. Еве конкретно околу спотовите кои што често пати сме констатирале дека наликуваат на филмска приказна, не само овој, него и претходните 3. Од каде идејата за таков тип на спотови, колку време ви треба за да го снимате спотот? Впрочем, во сите видео спотови, ја и Огнен Шапковски влагаме заедно. Так. Он ја носи круната као режисер, меѓутоа ја би го кажал како пола. Мој успех, пола негов, меѓутоа он е за се друго заслужен сега, неговото искуство. Сакав овие спотови да личат на некој си трейлер од некој историски филм. Така и ги работиме, ако приметите, со дополнително. И на сите јавате спотови или? Да, па тоа е некако поврзано, ако сватат луѓето да ме напрашуваат уште ли ќе имате коња, ама меѓутоа тоа ги поврзуваме како цела приказка, значи од една во друга влагаат сите видеозаписи. На крај крајава коњот го прави, си го носи својот филм во секој спот, меѓутоа сепак на коњот треба да биде качен, нели
Војводата, стишам край шумите, прв пат јававте Или коњи човек што му доликува и што му личи да биде застапен во тој спот. Сега може да кажеш и било кој друг човек на конј, па да не го немаш истиот филинг и онака визуелно да не ти се совпаѓаат коцките. Така да можеби ете и брадите или било што, стварно се придонесува за да се долови сегој сегмент на убав спот. Ние за нешто ќе те питам, бабо, во февруари да се качиме на најладното, да се качиме во 4 саца бале на врвот Шар планина и отидовме со ратрак, така ли се викаше тоа? Отидовме со ратрак, не се гледаше прст пред око, у 4 саца бале одиме таму, 5 саат доаѓа, јас со капут, смрзнав. Мислам дека кога се прибравме дома, одма легнав у кревет, се разболев, одма прстите не се ги осеќав 2 дена. Меѓутоа ете така, мора да доловиш филмски моменти и убави пејсажи. Добро, се исплатили кај нас да се снимаат такви спотови? Се исплати, зашто не? Ако живееме од тоа, значи дека се исплати. Нас не исполнуваат коментарите од публиката, сите тие прегледи, отколку тоа дека сме заработили од тие спотови нешто повеќе или помалку. И вака сега кога го зборувате, се гледа дека сте близнаци, пошто сте многу компатибилни во одговорите, ама што се случува кога ќе се скарате? Кој прв попушта, кој повеќе се љути? Како е да се работи со брат? Многу прашање се најдуваме ние сме, иако сме близнаци, ние сме премногу различни, па вака и на лик сме малку различни, физички сме различни. Во моментот кога влеговте ми требаше малку и мене време додека да ве... Добро, да, веројатно затоа што не сме секој ден, тоа е најнормално кај секој близнак од прва да не ги наоѓаш разликите, меѓутоа како се повеќе се дружиш, сваќаш, па вие сте стварно различни. Ние сме премногу карактерно се различни. Мартин има желби, едно функционирање, имам сосема другшија функционирам. Најдуваме на контрареплики, на кавги или било што, меѓутоа Така. Меѓутоа помалиот 5 минути така беше. Тој што е крив. Меѓутоа многу е убаво кога искачаме на сцена, ние функционираме како едно и секој проблем знаеме или да го сокриеме или да не се почувствува воопшто дека настанал претходно. Добро, кога бевте мали, ве облекуваа во иста облека што е карактеристична за ве. И сега сте слично облечени. Купува пижами, с двајцата едни пижами се бутавме со нозете. Да, ни купува, имаше едни патеки, знам, на светкање. Ама немавме пари да ги купиме оригиналот, па ни купиат така реплика некоја чкарата, што би рекли. И докога одевме во Лазо Ангеловски основното училиште, имаше така бетон, некој, не знам, плочка и као на кломпи да одевме и ни се смеа луѓето. Ама важни имавте нови патеки? Да, важно, се гордеевме. Добро, после свати викам, леле, шо ни купиле од дома, сака да не зафркава тој. Колку заради сличностите во физичкиот изглед успевавте да мамите во училиште, да речеме, или... Само еднаш се случи тоа. Додека учевме до втора година физкултурно, навистина немав желба едноставно во тоа школа да учам. Тоа е школа за спортисти. Немав желба да идам. Да, немам ни да идам ни да учам. Не сум знаела, извини, дека средно физкултурно така. После трети и четврта Орце Николов завршивме гимназија. Среќа, значи таму и станавме попримерни као луѓе. Меѓутоа, знам час по географија беше и викам, мај, ти поише знаеш, ќе ти верува тебе, одговарај за мене. И ко забелја, цело време ме гледаше професорка, вака, ја правам убави фаци, знаеш, као фин сум. Дека доловиш. Да, а она вака гледа. Да, и среќа ми извади двојка, го частев. Ја одговори за четворка, му извади двојка затоа што стварно имаше 50 кец. Сакаш да ми кажи дека ти беше подобар ученик од брат ти? Не е тоа подобар ученик, тоа не сакаш едноставно. Так. Значи, со сила бил натеран и сега на додечек. Тоа не сакаш. Заедно учевте во физкултурно и 20, така? Да, па се префрливме во Орце Николов од трета година и тоа беше најдобрата одлука во нашиот живот затоа што цела почит кон физкултурното училиште, меѓутоа во Орце Николов некако повеќе се социализиравме. Научивме што е тоа да се искача по кафани во средно со учениците, да се дружиме повеќе. А додека во физкултурно сите бевме ние другари, меѓутоа
А заврши часот сите по дома и не се гледаш, не се дружиш, нема ништо. Едноставно се сметавме за несоциализирани. Имате постар брат? Двајца. Двајца постари браќа. Едното е по-постар, по-постар, а другиот е 2 години и 11 месеци. Филип и Горан. Филип и Горан. И како функциониравте сега вашите браќа, како излегуваа со вас на крај, затоа што ете, сте близнаци, предпоставам дека сте биле повеќе блиски од... Филип многу ретко доаѓаше дома, кога ќе доаѓаше дома или за јадење или нешто, ќе си спокараме, ќе се гледа или ќе спие. Така. Да, меѓутоа сега другачие функционираме, нели поголеми сме. А со Горан тоа е, значи сега да кажам, од првиот брак на татко ми, па после се земал со како така сме, како викаат, полубрак, меѓутоа ние сме си фамилија, си сакаме се почитуваме како едно сме сите. Он е малце построг, по-принципиелен као човек, не можеш многу да се шалиш, треба се поиш повеќе на татко ми. Ние сме повеќе на мајка ми, така сме меки. Треба да ги бираш точно зборовите. За фрканти. И добро, кога почнавте со вашата кариера и кога тргнавте со музиката, кој од вашите двајца браќа беше по-реален и кој повеќе ве караше во смисла ова не ви беше добро, можете Па и двајцата се исти. Да, тука грешиме. Кога сме добри, стварно сме добри. За слушам кај шумат шумите, првото мислење на Филип беше како па не е нешто. Не знам дали ќе и ви изнервирале или? Па не да ме изнервира, меѓутоа како да не осети правата емоција што ние ја даваме во песната. Денеска 6 милиони прегледи има на вакво на YouTube. За промоцијата кога се случи со спотот, тотално му ја принесовме целата слика, усвари како треба да ја доживе. И вика, опа, извинете, сум сгрешил, песна, вика, браво, феномен. Да, Бабо му се свигаше многу, затоа што нешто ќе те питам, Бабо е поенергична песна и аранжманот е малце поенергичен. И одмак, уште дома кога ја презентиравме песната, он викаше, ова ќе биде хит, затоа што и таква песната. А за Јовка Кумановка вика шуба песна, многу убав испен, многу добар аранжман, меѓутоа не го виде спото затоа што отиде на природно патување надвор од Македонија, уште е надвор. Сисли. Да, Сисли. Не беше на промоција. И само после на Facebook пиша браво, секоја чест или било што и не пофали. Не, плачал ми А кажа. Горан е исто реален, многу, он знае да навлезе многу во детали, па не знам што, па да не ви напрасам ваков проблем, па таков проблем, па онаков проблем, Он не се за Бабо замара вика, едно види ова е контроверзна песна, може да ви направат проблем. Кога се собирате фамилиарно, ви викаат Мартин Стефан, дај отпете се некоја песна. Нешто ке... Па Да, да, пееме. пееме, меѓутоа мене ми е веќе преку глава искрено тоа кој ќе има нека прослава или Так. било што, дека се треба ја да бидам тој што ќе биде тука центар пажња, па треба да пеам, па јас сакам еднаш у животот да бидам нормален гостин, каде што од мене ќе нема очекувања да направам некое шоу за Затоа јас нема да ве терам сега овде да пеете во студиото, фала ти. иако рековте пред емисија добро и да се пее. Еве сосема за крај, за фамилијата која ве прашав, убаво се отворивте со муабетов, ама што е со љубовта? Ти раскина со девојката, Да, јас сум. Мартин е во долга Јас љубовна не врска. сум. Повеќе сум се покажал. Така, да. Да, па нека проценат. Да, Мартин повеќе објавува слики, јас Да, не сум не е веќе точно. со... И ти објавуваше едно време, па сега те нема, затоа и те прашав. Па не сум веќе со таа девојка, тоа и посакувам се најдобро, многу искрено ми е многу убаво што останавме луѓе кои што се почитуваат и ги почитам се сите нејзини одлуки понатаму што ги прави. Ја почитам и фамилијата нејзина, тоа никош не било прашање. Така да се најдобро, меѓутоа еве убаво ми е што сум сам, што сум добро сам. Убаво што Добро, те сум разбравме, не си во долга врска. Ама брат ти? Да. Не е сам. Не, приватниот живот сега сакам да си го чувам као мој, ако ме сваќаш што Ја сакам да мислам дека кажам. треба да го стигнете на за тестирање колку Да, лаже. дали лаже или не Па, лаже? никад не лажам, како што кажав, да. Долга врска, колку време сте со девојката? Па 5 години сум со девојката, она
Сега тие што не знаат дека и она е така во јавниот живот, репрезентативка на Македонија, ракометарка, во моментот во Шведска игра. Сега за сега со Андреас мисли окей. Ви благодарам уште еднаш на обавиот разговор. Фала ви многу.